Добро вече. Може се чудите што се случува тука и зошто двајца македонци се напред. Може се овог тренутка ви чудите зашто нас обое стоимо ту, македонци. Причината е затоа што јас сум роден горе-доле кога се распаѓаше Југославија и не зборувам добро српско-хрватски, никош не сум ни учел. Разлог е тоа што док се Филип, у време кад се он родио, таа наша бивша Југославија се распадала и он то баш не говори добро српско-хрватски. И затоа добар дел добар дел веќе од младите македонци не зборуваат српско-хрватски, добар дел од србите и хрватите веќе не разбираат македонски. Добар дел младих у Македонија тешко разумео сад српско-хрватски, можда и у Србија и у Хрватској не разумео македонски. Сакам да им заблагодарам на организаторите затоа што мене ми припадна честа да ја отварам овој чувар врата свога. Желим се захвалити организаторима овог скупа што могу ја отворити вечерас овој наш сабор. И имам привилегија и чест да го направам тоа. И моја привилегија да тоа урадим. На почетокот сакав да се представам кој сум, што сум, од каде сум, зошто. На почетку Филип хтио е да се представи кој е, одакле е, шта ради. Ќе ви кажам дека моето име е само Филип и сум од Велес од Македонија. Негово име е Филип и долази из Велеса, Македонија. И ме праша и некој од браќата, па добро е да кажеш дека си пастор, дека водиш црква, дека правиш тоа, зошто си тука, зошто баш ти и така натаму. И некој од браќа рекол, па кажи да си пастор, да радиш оно, ово, тамо, овамо, било куда свуда, и тоа сме ми постигли, не? И тоа ми беше мене обичај секогаш кога ќе зборува вака на нови лица да кажам нешто, да се пофалам. И тоа е било, знате, кад говоримо пред новим лицима, ми желимо да се мало похвалимо ко смо ми, шта радимо и тоа. Ама нема да го направам тоа вечерва заради една сторија и една приказна која ќе споделам на почеток. Али нечу ја тоа урадити због едног разлога, испричачу вам едну причу и онда ќе чути и видите. И тоа е вистинска историска случка која навистина се случила. И тоа е реална, стварна прича која се догодила. Не знам колку мина од вас чуле за чудото кај Дункерк. Не знам колико од вас сте чули од чудо кој се десило од Дункерку. Тоа е во 1940 година, на почетокот скоро на почетокот на Втора светска војна, 300 и кусор илјади војници биле опколени кај местото во Франција кој се вика Дункерк. Значи, ова прича говори о догаѓај кој се десио на почетокот Другог светског рата, 1940 године, у Француској, и када со 320.000 војника били опколени на тоа место Дункерк. И немале каде да бегаат, не можеле да се борат, и тоа ќе било пресвртница во текот на војната ако тие биле убиени. Нису имали где бежат, требали су бити спремни да се боре и тоа е требало бити као окретница, пресвртница, не знам сад што реч, опросите ми. И британската влада на чело со Черчил сакала да испрати евакуација, да ги спасат нивните војници и другите војници на сојузниците. И онда е британска влада као хтела послати да се они повуку и да спрече валда. Значи целосно обкружени позади нив. Они су били тотално и се чекало само за недела-две да бидат сите убиени. Они су били тотално обколени со свих страна и за 2 тjedна очекивало се да ќе сваки од нив бити убиен, да ќе сви погинути. Британците се надевале дека ќе спасат некои 20-30 илјади луѓе и тоа ќе биде тоа. Британците се надели да ќе они спасти 20-30 тисуча и тоа би било тоа. Ги пуштиле своите бродови да одат и да ги спасуваат своите војници. Послали су своje бродове како би спасили своје војнике. Но во моментот кога тоа се расчуло низ Англија дека али у том тренутку кад се тоа чуло и прочуло кроз енглеске,
дека постои голема масовна евакуација на нивни војници. Да постои една велика, огромна евакуација нивних војника. Не биле само тие големи воени бродови кои тргнале да ги спасуваат војниците. Нису била само таа велика, нису били само велики бродови кои се кренули да изведат ту евакуацију. Затоа што тие не биле доволни. Затоа што njih nije bilo dovoljnog broja. Тргнале луѓе кои имале рибарски чамци, кои имале јахти, кои имале секакви различни бродови. Krenuli su ljudi sa malim brodovima, ljudi koji su lovili ribe sa svojim brodovima, jahtama, sve što je postojalo, oni su krenuli. Тргнале на Дункерк за да ги спасуваат војниците. I svi su krenuli prema Dunkerku kako bi spasili svoje vojnike. И она зашто се нарекува чудото на Дункерк. I ono zašto se to čudo zove čudo na Dunkerku, Затоа што 338.000 војници биле спасени и евакуирани од брегот. 338.000 vojnika je bilo spašeno, evakuirano sa tom obalom. И тоа било пресвртница во војната. I to je bila ta presvrtnica u tom ratu. Ако тие биле убиени, Ako bi na bilo koji način oni bili ubijeni, војната ќе отишла во еден правец, verovatno bi rat krenuo u sasvim drugom а pravcu. затоа што биле спасени, војната отишла во друг правец. Ali zbog tog razloga što su bili spašeni, rat je krenuo u sasvim drugi pravcu. Зошто го кажувам ова? Zašto vam to govorim? Замисли дека ти си еден од тие војници кои знаеш дека непријателот ќе те прегази. Stavi se na mesto da si ti jedan od tih vojnika koji su trebali poginuti, a ti si spašen. Не гледаш бродот кој доаѓа дали е голем, Ne vidiš da li brod koji dolazi je velik, дали е воен брод, da li je to vojni brod, дали е некоја јахта мала, da li je neka mala jahta дали е тоа рибарски чамец. ili ribarski čamac. Единствено важно е да се спасиш. Ono što je važno je kako da budeš spašen. И зошто не е важно колкава црква јас водам, каква служба јас имам. I zbog čega nije važno kolika je crkva velika koju ja vodim i šta ja radim. Или црквата која ти ја водиш или црквата која Ili што ти crkvu припаѓаш. koju ti vodiš. Важно е црквата дека спасува. Ono što je važno je da crkva spašava. Дали е мала црква со 20 луѓе, Bilo ona mala sa 20-ak дали ljudi, е голема со 2000 луѓе. velika 2000 ljudi. Еден ден кога ќе стигнеме на брегот на небесата. Jednog dana kada ćemo mi stati na tu obalu, Нема ништо од тоа да биде важно. neće biti ništa važnije Ќе od биде toga. важно дека мојата мала барка, Ono što će 20 biti ljudi, važno, da ta moja mala barka i tih 20 ljudi, стигнале спасени. oni su otišli na obalu i bili su spašeni. И тоа е важно. To je ono što je važno, braćo. И затоа сакам на почетокот сега со оваа слика I s tom slikom na početku да го прочитаме текстот кој е темата за овој собир. htio bih pročitati tekst koji je tema večerašnje službe koju imamo. Посланието до евреите 6 глава од 17 до 20 стих. Poslanica Hebrejima, 6. poglavlje, 17 do 20. Прочитај го само ти да не губиме време. Zato i Bog, hoteći bolje dokazati i baštinicima obećanja nepromenjivosti svoje odluke, postade zakletvom jamac, da bismo po tim dvijema nepromenjivim stvarima u kojima Bog ne može prevariti, imali snažan poticaj. Mi, što smo se utekli da se domognemo ponuđene nade, nju imamo kao pouzdano i čvrsto sidro duše koje prodire unutrašnjosti iza zastora, kamo je ušao za nas kao preteča Isus, pošto je zauvijek postao veliki svećenik poput Melkisedeka. Амен. Amen. Овој текст зборува за сигурност, Ovaj tekst govori o sigurnosti, за надеж. o nadi, Дека надежта е како сигурна и цврста котва на душите наши. da je nada kao čvrsto sidro za nas. Дека тоа е нашата сигурност To je naša sigurnost и дека тоа е наша надеж. i to je naša nada. Во овој текст U ovom tekstu Бог зборува за како Бог му вети на Авраам. ovaj tekst govori kako je Bog govorio Abrahamu Нека биде светлина. i bi svetlina.
Бог на Авраам му вети дека ќе биде со него и дека ќе Бог го je благослови, Abrahamu obećao da će biti s njim дека i da ќе će го ga благослови blagosiljati и преку него ќе ги благослови сите i da će поколения. kroz njega blagosiljati sve narode. И тоа беше пророштвото дека Бог преку Авраам ќе го произведе Христос, ќе го донесе I to je, Христос по to je тело. bila ta proročanska reč da kroz toga, da će preko njega, preko Krista on blagosloviti sve И Бог narode. не само што го даде тоа ветување, I Bog ne samo što je dao to obećanje, затоа што Авраам се колебаше во неговата вера, Abraham se dvoumio u svojoj vjeri, за да го осигура Авраам дека неговиот збор е вистина, da bi Bog osigurio da je ta njegova reč sigurna, Бог се заколна во самиот себе си дека Бог- тоа ќе биде така. Bog se zakleo samog sebe da će biti onako kako što je rekao. Замислете, Бог создателот на небото и земјата Možemo li mi to zamisliti? Bog koji je stvorio čitav ovaj svijet, сака да го осигура Авраам во неговото ветување. hoće da potvrdi, da osigura da Avram zna da je njegova reč, Да му даде сигурна, da mu da sigurnost, цврста нада, čvršća nada, дека она што Бог го кажал, ono što Bog govori. дека Бог и се заколнал да го исполни. Zbog toga se Bog zakleo da će on to ispuniti. Дека може да имаме сигурна и цврста надеж во неговите ветувања. Da možemo imati zaista cvrstu nadu u Božju riječ. Дека секое ветување, колку и многу да се е да и амин во Христа. I Исуса svako нашиот obećanje, ma koliko veliko bilo i koliko da su na broji, to je da i amin. И тука писмото не нарекува нас дека ние сме наследници на тоа ветување. I tu nas riječ Božja jednostavno naziva da smo mi baštinici toga. Наследници на таа вера на Авраам, Baštinici te vjere Abrahamove. наследници на ветувањето на Авраам, Baštinici to obećanje koje je Abraham primio. дека Бог заради Христос е со нас, Da je Bog zbog Krista s nama, дека zbog Abrahama, ќе не благослови da нас, će nas Bog blagosloviti, да го познаваме Него da poznamo njega и Бог ќе се прослави во нас да луѓе го спознаат. i Bog će se u nama proslaviti kako bi ljudi spoznali da je Bog tu. И затоа имаме оваа утеха, вели, I zato imamo tu utjehu да прибегнеме кон надежта што ни е дадена. da mi idemo k toj nadi. И сликата која тука ни се дава е дека надежта е сигурна и цврста котва. I slika koja nam se tu daje, da je nada baš to sidro, čvrsto. Сите знаете што е котва, така? Svi znate šta je sidro, ne? Да. Ја никогаш нема да заборавам кога прв пат во Африка се обидов да проповедам од овој текст. Filip je bio u Africi i kaže da nikad neću zaboraviti da sam hteo da propovedam na taj tekst. И луѓе појма немаат ништо е сидро. Ljudi nisu imali Ništa. nikakvu ideju šta je to sidro. Но затоа што ние имаме сликата во глава. Ali zbog toga što mi imamo tu sliku u našoj glavi, Котвата дава сигурност. to sidro nam daje sigurnost. Сега, затоа што котвата е сигурност, I zbog toga što je to sidro sigurnost, се вели дека Христос е оној кој го носи тоа сидро. kaže se da je Krist taj koji nosi to sidro. И сликата која тука писателот ја слика и ја дава на луѓето, им било позната. I ovaj pisac koji je pisao Hebrejima daje tu sliku jer je to njima bilo poznato. Кога има еден голем брод Kad imamo jednog velikog broda, и има бура, има бранови, има ветрови ima bura, branovi, и не е puše vetar ili duva, kako hoćete. не е безбедно за бродот да се обиде да влезе во пристаништето. Nije sigurno za brod kako da uđe u luku. Затоа што може да се насука, може да се накарпи и да пропадне. Može da udari u karpe, da se nasuče i jednostavno da se razbije. И она што се случувало во тоа време, I ono što se dešavalo u tom дека trenutku, еден човек jedan čovjek кој се нарекувал претходник или претеча, koji je bio preteča, koji je bio ispred, тој би се спуштил со мал чамец, on bi išao ispreda u jednom malom brodiću, u barka. би ја земал котвата од големиот брод, Uzeo bi on sidro iz tog velikog broda. тоа би било поврзано со јаже за тој голем брод, To bi bilo povezano sa jednom užetom iz tog velikog broda. и тој претеча, тој сам човек, I taj čovjek koji je bio napred, on sam, би веслал против бранови, против ветар, против бура, on bi se borio s vjetrom, burom i sve. со
со котвата во неговиот малчамец, Сидро е било у неговој барци, за да стигне по пристаништето. како би он на било кој начин некако дошол до ту, Да до стигне луку, да стигне до брегот. како би дошол до самој обали. Тој го ризикувал својот живот, Он je rizikovao svoj život u тој tom го trenutku. жртвувал својот живот On bi žrtvovao i svoj život за сигурноста и безбедноста на оние кои биле во бродот. radi sigurnosti onih koji su bili na taj veliki brod. И кога овој претеча би влегол во пристаништето или на брегот, ќе ја спушти котвата, I kad bi taj čovjek došao na sam kraj luke, on bi spustio to sidro. и тогаш имало славје. I tad su ljudi slavili, radovali bi se. Затоа што знаеле дека без разлика колкава е бурата, Jer su znali, bez ogled koliko je bura velika, колку долго ќе трае, koliko dugo da ta bura traje, нивната котва to njihovo sidro е на сигурно. je na sigurno И tlo. се што треба тие да прават е да се влечат по јажето, да го влечат тој голем брод и тие ќе стигнат. I на sve ono što su trebali da rade u tom trenutku je samo da vuku kako bi došli do obale. И браќа, ова е сликата. I braćo, to je ta slika. Христос, нашиот првосвещеник. Krist je taj naš prvosvećenik. Христос, нашиот претеча. Hrist je taj koji je došao, naš preteča. Ја зема нашата надеж. Uzeo je našu nadu, Помина ни страдањето на крстот. prešao je kroz sve patnje i muke na križu. Помина низ агонијата, низ пеколот на крстот на Голгота. Prošao je kroz sve agonije i paklene muke na križu. Помина низ смртта, Prešao je preko smrti низ смртта, i kroz, премина низ завесата i kroz smrt je on prešao iza zavese и на третиот ден воскреснал од i na мртвите. treći dan on je uskrsnuo. И тој ја зема нашата надеж On je uzeo našu nadu и ја стави како сигурна и цврста котва пред престолот Божји. to on postavi kao sigurno sidro za nas. И денеска ние во каква и бура да сме, I danas mi u kakvoj i buri, oluji da se nalazimo, што и да се случува, šta je da se događa oko nas? ние знаеме дека нашата надеж не е тука на земјата. Mi znamo da naša nada nije tu na ovoj Дека zemlji. нашата надеж не е за подобро утре. Naša nada nije za bolje sutra. Туку нашата надеж е таа сигурна и цврста котва која е пред престолот Божји, Naša nada je to sigurno, čvrsto sidro koje je pred Bogom, каде што Христос преку смртта, преку пеколот и преку воскресението Где- ја стави таа надеж. gdje je Krist preko smrti i sve agonije i patnje, on je stavio to ispred Boga. Ние денеска можеме да имаме надеж дека гревот е победен. Mi danas imamo tu nadu da je grijeh pobjeđen. Таа сигурност и котва на душата, To sigurno sidro duše, дека мојот и твојот грев е победен на крстот. da на je Голгота. tvoj, moj, naš greh, on je pobjeđen. Христос е еден од последните здивови кога дека висеше на крстот. Da je Krist zadnjim svojim dahom, dok je bio na križu, Рече, свршено е. rekao je, svršeno je, Се сврши. gotovo Тоа je. беше последниот Божји збор за мојот и за твојот грев. To su bile zadnje reči za tvoj i moj grijeh. Свршено е. Završeno je. Цената е платена, Cijena je plaćena, откупот е даден, otkup je dan, крвта е пролеана, krv Kristova je prolivena, долгот се брише. dug se briše, nestaje. На грчки теталестаи, свршено е. Na grčkom jeziku to se kaže tetelestai. Тоа бил Gotovo je, završeno И je. тоа бил термин кога се бришеле долгови, To je bio taj grčki termin kada se dugovi opraštaju, nestaju jednostavno. и термин кога битката е извојувана. I to je taj termin kada je zadnja bitka izvojevana. Евреите кои беа таму на крстот, Židovi koji su bili tamo kod križa, сватија дека ова е бришењето на долгот, јубилејната година. oni su shvatili da je to trenutak te jubilejne godine, da je njihov grijeh А римските izbrišen. војници кои беа околу крстот, Rimska vojska i vojnici koji su bili tamo oko križa, тие знаеа што значи тоа. oni su znali šta to znači. Може да замислите, тие беа закоравени војници кои виделе многу битки и многу екзекуции како оваа на Христос. Možete za trenutak pomisliti te vojnike koji su znali sve te brutalnosti i sve ono što se dešavalo, На таблата на крстот на Христос стои Исус од Назарет, цар јудејски. tamo na križu je stajao natpis
Исус Христ, кралј Жидова. И тие го исмеваа и го хулеа дека тој е крал, ама е на крст. Они га исмевају, хуле га, едноставно. И во еден момент Христос ги И погледнува, у едном тренутку Исус баца свој поглед на нив вели, тетале стај, и каже: "Тетеле стај, ве победив. ви сте поражени." Римското царство Римско царство, империја, ќе падне под Христовото царство. пашче од краљевство Исуса Христа. Христос победува. Христ е онај кој побјеđuje, Тоа браќо. е нашата надеж. Тоа е таа наша нада. Дека го победи гревот, Он е победил грех, дека ние денеска заради крстот, заради воскресението, да ми данас бог крижа и због воскресението, и због ускрснуче Исуса дека Христа, ние денеска сме Божји деца преку вера во Исуса ми Христа. смо данас дјеца Божја због крижа и вјере у Исуса И Христа. апостол Јован вели кој ја има таа надеж, И апостол Јован говори: онај кој има ту наду, дека е Божји син он е Божји и син дека ќе го види Божјиот син лице во лице. и он ќе видите Божјeg сина лицем И лицем. затоа кој ја има таа надеж се очистува себе си И- како што Христос е чист. И онај кој има ту наду, очишќuje себе. Браќа, ако имаме надеж, Брачо, ако ми имамо ту наду, ќе се очистуваме себе си како што Христос е чист. ми ćemo се очишćavati kao što nas je Krist Затоа што očistio. гревот е победен Zbog toga što je grijeh pobjeđen и знаеме дека ќе го видиме Христос лице во лице. i mi znamo da ćemo vidjeti Isusa Krista licem lice. Затоа, оној што има таа надеж, таа сигурност, Zbog toga, onaj koji ima tu nadu, onaj koji ima tu sigurnost, се очистува себе си. on se očišćuje. Браќа, имаме надеж за вечен живот Braćo, mi imamo nadu vječnog života и воскресение од мртвите. i uskrsnuće mrtvih. Христос воскресна. Zaista vaskrese. Амен. Знаете, едно од најдобрите места тоа да го кажете, знаете каде е? Znate gdje je to, gdje je najbolje mjesto da se to kaže? Нели сите ние во црква за Великден посебно. Svi Христос mi, воскресна, kad je Христос uskrs, воскресна. kažemo Isus je uskrsnuo, istina voskresne. A? За мене едно од најомилените места да го кажам тоа е на гробишта. Jedno od mojih omiljenih mjesta da te reći kažem je kad se nalazim na groblje. Кога вршам погреб за некој Kad sam na pogrebu, na sahranu или кога одам на гробиште кај некој мој близо кој ili почина. kad idem posjetiti neki moji bližnji. Може ви звучи чудно. Možda vam to zvuči čudno. Прво нешто кога ќе отидам на гробот кај мојот татко, Prvi reći kad idem na groblje kod mog oca, нормално ја не зборувам со мојот татко, naravno ja ne govorim s mojim ocem, ама првите зборови се Христос воскресна. ali prve reći koje kažem se Isus je uskrsnuo. Тоа е едно од најдобрите места, To je jedno od najboljih mjesta. затоа што имаме надеж Zbog toga što mi imamo nadu за воскресение, од za мртвите. uskrsnuće iz mrtvih. Без разлика со кој сме разделени сега, Bez obzira s kim smo mi u trenutku razdvojeni, без разлика кого сме го загубиле или за кого тагуваме, bez obzira za koga smo mi to izgubili ili patimo, žalimo za neku osobu, може да е дете, може да е родител, може možda, да е брат, možda може to da е bude сестра, dijete, brat, sestra, сопруг, сопруга. žena, muž. Христос воскресна. Krist je uskrsnuo. Во таа надеж U toj nadi ние се утешуваме. mi dobijamo tu utjehu. И за крај, I za kraj, надеж дека Христос доаѓа повторно. ta nada je Krist dolazi ponovo. Дека Христос доаѓа повторно Krist dolazi ponovo, crkvo. во полнотата на неговото царство. On je punina Božje kraljestva. И тој доаѓа. On dolazi. Секој што има таа надеж I svatko tko ima tu nadu, не чека евакуација само од земјата на небото. on neće očekivati da će samo na neki čudan način biti prenešen sa zemlje u nebo. Туку тој човек прави се што може On radi sve što može за царството Божјо. za да kraljevstvo дојде на Božje, земја. za kraljevstvo Božje da bude i tu na zemlji. Затоа ние сме Христови амбасадори. I zbog toga mi smo
Христови амбасадори. но не само како амбасадори во модерни термини, Не као данашни амбасадори у модерним као временима и термини. Ваша екселенцијо. Ваша екселенцијо, а? Не сме амбасадори во модерни термини. Ми нисмо такви амбасадори у тим терминима. Кога апостол Павле вели, ако некој е во Христос, тој е ново создание и старото помина и се стана ново. Када Павел каже, ако е нетко у Христа, он е ново створење. И сега Он е ние нови човек. И сега ние сме помирени со Бога и сме пратени како амбасадори И на ми тоа смо, помирување. ми смо посланици, амбасадори, да кажемо тим људима. Ние не сме пратени како великодостојници, како амбасадори во модерни Ми термини. нисмо послати као неки кои су велики, као неки баш данешних амбасадора. Она што се случувало во времето на апостол Павле, Оно што се дешавало док е Павел био ту на земји, кога Рим ќе освои нова територија, каде би Рим освоил било кој нову земју, ќе покори некоја земја, ќе уништи нешто, ќе го пороби тој народ сега, каде он покори ту земју, кад пороби тај народ, кога ќе биде Теталестай, кога ќе освои битката Рим, кад ќе бити Тетелестај завршено у тој битци, тогаш Рим праќа своји амбасадори. онда Рим шалje свог амбасадора, посланика. Ама не амбасадори као политички фигури. Не посланик као нека политичка фигура таму. Рим праќа луѓе од секакви сите области на животот. Рим шалje ljude sa svih mogućih oblasti. Праќа архитекти, праќа пекари, лекари, апотекари, праќа Mogao sam biti svašta ja i znate već tu pjesmu? и филозофи и демагози се. I političari i tako nato. Да, значи Рим ги праќа сега овие амбасадори, овие луѓе кои биле од различни области. Bo Rim šalje te poslanike iz različitih područja За сега оваа територија која е da bi ta teritorija koja je osvojena, да биде одново изградена. da bi bila odnovo, povtorno, iznova izgrađena, Старото помина, ono staro je prošlo да дојде ново. i dolazi nešto novo. И се што ќе биде во тој град, во тоа место, I sve što će biti u to mjesto, да биде налик на Рим, да биде по образецот на Рим. koliko je moguće da bude slično Rimu. Архитектура, религија, храна, музика, медицина, се што е во Рим, да биде сега пресликано, да дојде во Sve ovo što je rekao Filip, razumeli ste, trebalo je da se donese i tu. Единствената причина, знаете која била? Jedini razlog zašto su oni to radili, Да дојде царството, da bi došlo to kraljevstvo, да дојде римското царство da на bi тоа došlo место, rimsko kraljevstvo u to mjesto, да владее римска култура, da bi zaista tamo bila vidljiva ta rimska kultura, да владее римските божества да владеат, da bi tamo bili donijeti ta rimska božanstva, да дојде владението на Синот Божи на земјата, Цезарот, kako bi došao taj njihov poslanik Cezar, imperator, i da bi bio taj Božji sin koji bi vladao tamo. и единствената причина била следната. I jedini razlog je bio taj. Кога Цезар од Рим ќе дојде во оваа нова освоена територија, Kad bi Cezar došao iz Rima u to mjesto, да се осеќа како дома, da bi se on osjećao kao da je kod kuće. да биде исто како во Рим. Da bude isto, ama baš isto, kao da je u Rimu. Ја гледате паралелата тука. Da li vidite tu paralelu? Христос победи, Krist je pobedio, Христос е единствениот вистински син Божи. Krist je jedini pravi sin Božji. Христос го донесе неговото царство, Krist je doneo svoje kraljevstvo. Христос нас не вклучи во тоа царство и не направи. On je дел taj од koji неговото nas je создание. napravio da budemo dio njegovog kraljevstva. И сега тој не праќа како негови амбасадори. I sada nas on šalje da budemo mi ti njegovi ambasadori, Не само poslanici. пастори и проповедници, Ne samo pastori i propovednici. секакви луѓе. Од Свакакви. сите области на животот. I sve oblasti u životu. Да го донесат царството небесно таму каде што се. Da bi mi donijeli kraljevstvo Božje tamo gdje smo. За кога Христос ќе се врати. Za kad Krist dođe ponovo, Кога Христос ќе се врати и ќе дојде во мојот дом,
Kad Krist dođe ponovo i dođe u moj dom, u tvoj Кога dom, Христос ќе се врати и дојде во мојата црква, kad Krist dođe u moju crkvu, кога Христос ќе се врати и дојде во мојот град, kad Krist dođe i dođe u moj grad, кога Христос ќе се врати и дојде во мојата земја, kad se Krist vrati i dođe u moju zemlju, да има место, da ima mjesto, да има простор, prostor, да има луѓе, da ima ljudi каде што веќе Царството Божјо владее. gdje Kraljevstvo Božje već vlada. И кога Христос од небото ќе дојде на земјата, I kad Krist sa neba dođe na zemlji, да има место da bude mjesto и да има луѓе i da tamo ima ljudi со кои ќе биде како дома. s kojim će biti kao da je kod kuće. Како што е за Цезарот, Kao što je bilo to za imperatora Cezara pripremljeno, така кога Христос ќе дојде. tako braćo kad Krist dođe, Мојот дом и твојот дом moj dom, tvoj dom, да биде како на небесата. da bude isto onako kako i na nebesima. Како на небото, Kako na nebo, така на земја. tako i na zemlji. Во мојот живот, U mom životu, во моето окружување, u moju okolinu, без разлика кој сум и што сум, bez obzira na to tko sam i šta sam, нека дојде Царството Божје neka dođe Božje и kraljevstvo. нека биде волјата Негова. I nek bude volja njegova. Како на небото, така Как- и на земјата. Kako je na nebu, tako da bude i na zemlji. Затоа што имаме надеж Zato što mi imamo tu nadu, дека тој умре, da je on umro, дека воскресна, da je uskrsnuo, дека моите гревови и твоите се простени. da su moji grijesi, vaši grijesi su oprošteni, Имаме сигурна и цврста надеж за вечен живот и Имамо- воскресение од мртви imamo tu čvršću i sigurnu nadu za uskrsnuće и сигурна и цврста котва i imamo to Carstvo sigurno sidro za kraljevstvo Božje. царство кој ќе нема крај. Kraljevstvo koje neće biti kraja. Амен. Amen. Amen.